Прогноза за утрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ. Тоа, мислам, не може да се опише. Од сон те буди нешто што, ако станеш од кревет, не можеш да стоиш на ноги. На 26 јули 1963 година накусо запре животот во Скопје. Во 5 часот и 17 минути градот го погоди разорен земјотрес од 6,1 степени според Рихтеровата скала. Земјотресот траел 20 секунди, а помали потреси биле регистрирани до 5 часот и 43 минути. Според извештаите, под урнатините биле пронајдени 1070 жртви, биле повредени околу 4000 граѓани, а 200.000 останале без покрив над главата. Еден од оние кои како 15 годишник успел да ја преживее скопската катастрофа е Мојсо Мојсовски. Поранешниот новинар на Македонското радио раскажува дека во првите моменти скопјани не биле сигурни што се случува. Малку недостасувало тој и неговото семејство да настрадаат. Ги слушам стариве се расправаат тамо. Ти не знаеш што е ова е атомски рат, а надвор од прашина, а тоа е прашина од рушевината што ни падна во двор, од зградата. На куп, бидејќи беше вертикален ударот, ако е размрдана и ако се рушела лево-десно, ќе паднеше врз нашето куќиче. Куќата во која живееле се наоѓала зад денешната гимназија Јосип Броз Тито и била оштетена. Вратата била приклештена, но набргу успеале да излезат. Биле сведоци на неверојатни сцени. Една инженерка, не знам точно кај работеше, и она се спасила и ја гледаме на ноги. Тетка Тања, која што на приземје беше пружала алишта, се најде кај нас во двор. Сето тоа е драматично, дури не се свесен што се случува. По земјотресот Мојсовски со неговото семејство биле во паркот спроти зградата на Нова Македонија. Од она што го нашле дома, граѓаните направиле импровизиран камп. Меѓутоа немаше спиење. Цел ден, цела ноќ, утредента и така натаму проаѓаат со уклучени сирени, возила што ги возат повредените. Потоа се сместил во една од чешките бараки на улицата Прашка, каде денес се наоѓа и зградата во која живее. Швајцарски насоби, полски, какви не. Народот да се смести. Меѓутоа, доста народ остана надвор од своите домови без дом и многу народ имаше у парк. Седека што имаше слободен простор, народ живееше. Организираноста на населението и помошта која пристигала од секаде давале надеж дека животот брзо ќе се врати во нормала. Ја на тоа не можам да не се сетам. Ја слушам Абре Македонче од некој транзистор во улицата. Они биле на Енгелсова, моите колеги некогаш. И од тука отишле у Маџари и од тамо го пуштаат сигналот. И потоа гледам дека градот ќе живее. Така наречената зона на штета или макросеизмичкиот центар бил токму во центарот на Скопје, а епицентралниот дел се протегал по должината на коритото на реката Вардар. Помош пристигнала од 87 земји во светот и Скопје бил наречен град на солидарноста.